Понеделник, 24 ноември 2025 година, почитувани гледачи, добре дојдовте во централниот дневник на КТВ телевизија. А во него детали за сите актуелности со кои го одбележавме денешниот ден. Следете не. По направените промени во сообраќајниот режим на неколку улици во Кавадарци, денеска на возачите им се делеа флаери со промените. Општина Кавадарци во изминатиот период изврши измена на режимот на сообраќај, односно воведување на еднонасочен сообраќај на улиците Горски Венец, Пелагонија, Раштани, Питугули, Максим Горки и Охридска. Имено, улицата Охридска од двонасочна се менува во еднонасочна, затоа што на некои точки, особено пред спојот со улица Илинденска, сообраќајот се одвиваше отежнато. Со новите измени на дел од улицата Охридска се дозволува паркирање, додека на останатите улици Максим Горки, Горски Венец, Пелагонија, Раштани и Питугули се изврши промена на насоките на движење од претходните, се со цел за одвивање на побезбеден сообраќај. Денес во клубот на пратеници Скопје се потпиша договор за соработка за учебната 2025-2026 година, инклузија на деца роми во детските градинки помеѓу Министерството за социјална политика, демографија и млади, општина Кавадарци и детската градинка Рада Поцева Кавадарци. Во детската градинка Рада Поцева во Кавадарци и во оваа учебна година ќе бидат згрижени 15 деца роми на возраст од 3 до 6 години, кои се во социјален ризик, а во рамките на проектот инклузија на деца роми во јавните општествени установи детска градинка. Целта на проектот е остварување на постоечките бариери за пристап до предучилишните установи за деца роми, инклузија на деца и нивна социјализација, како и зајакнување на свеста кај нивните родители за важноста на раниот детски развој и образованието на нивните деца. Отварањето на ресурсниот центар е доказ дека Македонија ја гради својата иднина врз темелите на современото управување и ефикасност, рече во своето обраќање премиерот Христијан Мицкоски. За прв пат се креира еден ваков облик на соработка помеѓу централната и локалната власт во Македонија. Овој ресурсен центар представува додадена вредност и јас сум убеден дека општините максимално ќе ги користат и ресурсот, но и потенцијалот кој што го има овој ресурсен центар. Благодарност до министерот, благодарност до вработените во министерството, благодарност до донаторската заедница, до експертите кои што учествуваа во креирањето на нова тело. Многу значајно. Јас сум убеден дека општините ќе имаат додадена вредност во сопствената работа, посебно во делот на реализирање на проектите, надзор при реализација на истите проекти, одредени насоки како да се развиваат општините во иднина и заедно со оние проекти кои што се финансираат од страна на владата, убеден сум дека граѓаните ќе имаат подобри услови за живот и ќе добијат подобри услуги од страна на општините. Доделени вкупно 33.682 ваучери за студенти. Мерката создава вистински резултати, рече на денешната пресконференција под паролката на владата Марија Митева. Доделени се вкупно 33.682 ваучери во вредност од 15.300 денари. Од нив, веќе 11.500 студенти успешно го реализирале ваучерот и веќе подигнале нов електронски уред. Овие бројки јасно покажуваат дека интересот е огромен, имплементацијата стабилна, а мерката создава вистински резултати. Оваа мерка не е случајна ниту пак импровизирана. Прецизно и навремено е испланирана од страна на Генералниот секретаријат на владата во блиска соработка со Министерството за дигитализација и Министерството за образование и наука.
Оваа институционална координација ни овозможи брза организација на постапките, јасни критериуми за студентите, технички усогласен систем за доделување и реализација на ваучерите и висока транспарентност на процесот. Со добро поставен систем и силна соработка помеѓу институциите, мерката стана пример како државата може ефикасно, модерно и одговорно да испорача политики кои директно го подобруваат животот на граѓаните. Владата покажа дека инвестициите во знаење, технологија и млади се наш приоритет, а исполнувањето на ова ветување е доказ дека државата функционира во служба на граѓаните. Ја намалуваме дигиталната нееднаквост и ја поттикнуваме дигиталната трансформација. Како влада ќе продолжиме со следење на реализацијата и кај овластените трговци, кон обезбедување на постојана поддршка на студентите и подготовка на нови политики насочени кон дигитализација и модернизација на образованието. Почитувани граѓани, покажавме дека кога државата планира внимателно, координирано и со јасна цел, резултатите се видливи и опипливи. Мерката функционира, интересот е голем. Очекуваме максимална искористеност од страна на сите студенти, а имплементацијата е пример за успешна меѓуинституционална соработка. Министерката за образование и наука Веста Јаневска го представи нацрт текстот од новата стратегија за образование. Оваа стратегија не е нешто што почнува од почеток, туку е продолжување на претходната со цел да обезбедиме континуитет и подобар квалитет во образованието. Во овој случај, покрај континуитетот кој го задржуваме, потенцираме она што сметаме дека е особено важно, почнувајќи од наставните програми во предучилишното образование, во инклузијата во основно и средно образование, едносменската настава, оптимизацијата на мрежата, финансирањето на образованието во локалната самоуправа, секако подобрување на легислативата во високото образование, кое ќе придонесе и за подобар квалитет на високото образование, но и за придвижување на нашите универзитети на Шангајската листа. Нов удар врз младите. ДПМН ги намалува парите за студентски стандард за 7,3 милиони евра во буџетот, изјави денеска подпредседателката на СДСМ Стефанија Кузмановска. Во буџетот за 2026 година, владата на ДПМН ги намалува парите за студентскиот стандард за огромни 7,3 милиони евра. Ова значи помалку пари за студентски стипендии, помалку пари за студентски оброци, но и помалку пари за студентските домови. Уште поголем удар врз секој млад човек кој се обидува да се образува и развива во својата земја. Во најголемиот буџет во историјата, власта нема пари за студентите. Наместо да се вложува во младите, владата на Мицковски ги крати парите и ни ги одзема можностите, како намерно да сакаат да ги избркаат младите од државата. Не може да има пари за манго, за папаја и гоштевање на владините функционери, а да нема пари за младите. Студентите не се само бројка во табела, туку тие се и днината на оваа држава. Со вакви погрешни политики, иселувањето на младите не само што ќе продолжи, туку и дополнително ќе се засиле. СДММ бара власта веднаш да се откаже од овие катастрофални политики и да го зголеми буџетот за студентски стандард, затоа што младите заслужуваат подобро, младите заслужуваат повеќе. За украдени 150 кебапи и кубење за коса до 4 години затвор, а за пожарот во кој изгореа 14 живи луѓе само 1 година затвор. Судиите и обвинителите со вакви пресуди бараат 6.000 евра плата, обвинување од владеачката партија на денешната пресконференција. Дел од правосудните органи, односно судии и обвинители, кои се инкриминирани и инфилтрирани од поранешната власт на СДС и ДУИ, се погласни во своите барања за зголемени плати, а правдата никако да ја донесат. Со само 2% доверба, една од најлошите статистики во светот. Дел од судиите и обвинителите бараат да стигнат и до 360.000 денари плата. А за возврат, наместо правда, тие стануваат активни чинители на неправдата. Со кое лице
овие правосудни органи бараат зголемување на платите, дури поголемо и на оние најразвиени држави, кога за украдени 150 кебапи се добиваат 3 години затвор, за кубење на коса се добива 4 години затвор, а за пожар во болница каде што живи горат 14 сограѓани, директорите на болницата добиваат по 1,5 година затвор. Секако тогашниот министер за здравство, а сега актуелен председател на СДС Венко Филипче, кој е директно одговорен за овој случај, не е повикан ниту на разговор. Со кое лице бараат истите од 160.000 па се до 360.000 денари плата, кога годишно работат предмети под европскиот просек. Македонските суди и обвинители работат годишно околу 170 предмети годишно, а просекот е нешто над 200 предмети. Со кое лице овие судии и обвинители бараат зголемени плати кога поранешни врховни судии, членови на судски и обвинителски совет, се фатени со мито, па на крај се спогодуваат со други судии за да не одлежат казна. Каде е тука, почитувани, правдата и одговорноста? Кој вели дека овие што им досудиле спогодба нема и понатаму да одработуваат и да се спогодуваат и со други криминални и корумпирани структури? Почитувани граѓани, поголемиот дел од судството и обвинителството се честни и докажени луѓе во својата област. Но не можат да дојдат до израз токму од овие корумпирани и до гуша заглавени судии и обвинители, кои одработуваат за една или друга партија или за Струмичко Муртино или Кичевски Зајас. Потребни се реформи, а не зголемување на платите. Секако нашите правосудни органи земаат едни од највисоките плати во регионот, а имаат само 2% доверба. Бензините од ноќеска на полнок поевтинуваат за половина денар по литар, а за исто толку поскапува дизелот, одлучи денеска Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад. Со одлуката се врши намалување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек од 0,55%. Продолжуваме со спорт. Тиквеш полесно од очекуваното го совлада Башкими со 3:0 во третата лига. Јук Росоман и Венец славеа победа на домашен терен, а Дреново доживеа уште еден добакал. Интересен фудбалски викенд за сите љубители на бубамарата во Македонија. Прволигашите го одиграат 14-тото коло. Македонија Ѓорчо Петров загуби од Силек со 1-2. Вардар славеше на гостувањето во Струмица, кај Брера со 0:2. А Расими непријатно изненади Шкендија и ја победи со убедливи 3-0. А во Кавадарци Тиквеш по безпрекорното прво полувреме го совлада Башкими со 3:0. Денеска својот надпревар ќе го одиграат Работнички и Струга, а утре ќе играат Шкупи и Пелистер. Второлигашите ги одиграа средбите од 13-тото коло во кое се постигнаа следневи резултати. Победа Кожув 0-1, Скопје Тетекс 2-1, Беласица Новаци 0-1, Слога Виница Саса 2-6, Детонит Преспа 1-1, Осогово Вардар Неготино 5-1, а во дербито на колото Шкендија Рачиново загуби од Брегалница Штип со 1:2. Во втората македонска фудбалска лига веќе утре, вторник, ќе се одиграат средбите и од вонредното 14-то коло во кое ќе се сретнат Саса Беласица, Новаци Шкендија Рачиново, Тетекс Кожув, Скопје Големо Конјани, Охрид Детонит, Преспа Слога Виница, Вардар во Неготино ја пречекува прилепска победа, а во дербито на истокот Брегалница во Штип го пречекува Осогово од Корчани. Фудбалските третолигаши од групата Југ ги одиграа средбите од редовното 11-то коло. Росоман со 2-1 славеше на домашен терен против Млекар. Венец во Дисан во дербито на колото исто така со 2-1 го совлада тимот на Питу Гули. Дреново доживеа уште еден дебакл и беше поразен со 7-1 на гостувањето кај Башкими во Јаболчиште. Ултрас во Прилеп загуби од Превалец со 1-2, Влазними Јуниор загуби од Бучин со 0:1,
а Тополка со ист резултат 0-1 загуби од Младост од Кривогаштани. ГРК Тиквеш загуби на гостувањето кај Алкалоид во Скопје со 33-24. По одличното прво полувреме, кавадарчани подклекнаа во второто, особено на кондиционен план. 13-тото коло во машката ракометна Суперлига помина според сите очекувања и предвидувања. Во езерското дерби помеѓу Струга и Охрид, охриджани ја оправдаа фаворитската улога и славеа со 23-29. Вардар како апсолутен фаворит во дуелот против Еврофарм Пелистер 2 славеше со 34-24. Бутел го искористи домашниот терен и без проблеми го совлада Радовиш со 36-20. Пролет парираше колку можеше на шампионот Еврофарм Пелистер, но на крај загуби со 25-31. Во интересен надпревар, Прилеп со гол во последните секунди славеше на гостувањето кај Куманово со 28-29. Во дуелот на селекторите, Кирил Лазаров со Алкалоид беше поуспешен од Кристијан Грчевски со Тиквеш и победи со 33-24. Одлично прво полувреме на кавадаречките ракометари, кои беа рамноправен противник, но во вториот дел гостите паднаа на кондиционо поле, што едноставно домакинот знаеше да го искористи, го наттрча противникот и забележа заслужена победа. Тиквеш Голден Игл доцна се разбуди и загуби од МЗТ со 82-85, кај девојките Про Баскет беше поразен од фаворизираниот тим на Крива Паланка со 59-83. Осмото коло во машката кошаркарска Суперлига според очекувањата донесе неколку интересни дуели. Во дербито на долниот дел на табелата, Чаир со Пресврт го совлада маđари со 83-79. Кожув ја оправда фаворитската улога и славеше против Ангели со 89-59. Работнички беше непријатно изненаден и поразен од Феникс со 67-71. Во дербито на колото, ТФТ лесно го доби амбициозниот тим на Куманово со 80-64. Гостивар со новиот тренер го изненади Битолски Пелистер и славеше со 89-86. Во Кавадарци Тиквеш Голден Игл го пречека фаворизираниот МЗТ. Кавадарчани лошо влегоа во надпреварот, па актуелниот шампион во поголемиот дел од средбата имаше двоцифрена предност. Доцна се разбудија домашните кошаркари, влегоа во неизвестна завршница, но немаа сили за целосен пресврт и беа поразени со 82-85. Кај девојките на програмата беа средбите од петото коло. Бадел очекувано го совлада МЗТ со 70-60, а Вардар го изненади шампионот Баскет Кам и славеше со 52-45. Спорт Тим во Неготино ја забележа првата победа, откако со 57-50 го совлада Делчевски Патриот. Во дербито на колото, во првата женска кошаркарска лига, Про Баскет во Кавадарци го пречека фаворизираниот тим на Крива Паланка. Кавадарчанки солидно парираа 3/4, но во последниот период падна концентрацијата. Домакинот не знаеше да ги искористи грешките на противникот, па на крај загуби и со убедливи 59-83. И пред самиот крај на дневникот да погледнеме какво време не очекува. Променливо облачно со сончеви периоди, ќе дува умерен до засилен ветер од јужен правец, температура од 3 до 14 степени. Пообилни врнежи се очекуваат во среда и четврток, кога на повисоките планини врнежите ќе преминуваат во снег. Од среда ветрот ќе го промени правецот во северен.
Го следевте централниот дневник на КТВ телевизија. Ви благодариме на вниманието и ви посакуваме пријатни мигови.